Почитувани гледачи, добар ден. 2 мај, 14 часот, почеток на отворено студио 1. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колегата Владко Чаловски. И денеска со нас ќе се дружите во се до 17 часот и 30 минути. Ке те поправев сам ако не се поправиш. Се поправив сам затоа што по навика до мене е Елена Милошевска, меѓутоа денеска си ти се го. Така е. Ајде да видиме што е оно што ќе го имаме денеска во рамките на отвореното студио. Генерално, како што е некаква практика, некако вообичаено овде во студиото, ги слушаме оние делови од отвореното студио и гостувањата од вчерашниот ден, како и во централниот дневник. А по тој прв отворен дел со Антонио ќе следат вестите, а денеска се дружите барем во 14:30 во тој термин со Александар Петрески. Со Антонио се враќаме околу 15:20, 25 ќе разговараме малку со Славчо Поповски за сите оние измени во температурите кои што не очекуваат. Славчо најави дека ќе има изјави кај промени во временските услови, а потоа овде во студиото со нас ќе биде стандардно колегата Дејан Андоновиќ, со кого ќе разговараме за се она што е во фокусот и случувањата на Балканот, во Европа и во светот. Ке се дружите повторно со Александар Петрески во првиот дел од отвореното студио, а потоа околу 17 часот се враќаме со Антонио и господинот Борис Секирарски, кој што неодамна преку своите иновации, иновативни уреди, доби медали во Русија и во Бања Лука, особено значајни медали. Затоа какви се неговите уреди ќе дознаете лично од Секирарски. Се работи за една идеја која што секако може да биде применета и во Македонија и надвор од неа. А треба да ги искористиме таквите прилики. Откако јас и Антонио ќе го затвориме овој прв дел од денешното отворено студио, следува забавниот дел, а во забавниот дел музичкото шоу Звезда број 1, потоа ексклузив и секако модната полиција со Сергеј Варошлија. Околу 19 часот и 15-20 минути се дружите со колешката Анета Кочишки, нејзин гостин Коле Ангеловски, ќе разговараат на неколку теми. А по централниот дневник продолжува отвореното студио се до некаде 23 часот, кога ќе се затвори со последното информативно издание на 1 ТВ. Така накратко ќе се одвива овој ден. Антонио, да почнеме со ред, нели? Така е, Чаловски, да почнеме со ред. Во овој прв термин во отворено студио 1 се навраќаме на оние главни поенти од вчерашните гостувања во отворено студио 1, но и во авторските емисии. Почнуваме со авторската емисија на уредникот Сашо Ордановски, добро познатата Печат на неделата, каде што гостува Ване Цветанов од Зелена лупа, Александар Диневски, аналитичар, и Джелјо Ходжич, активист во невладиниот сектор. Секако, овие тројца заедно со Ордановски разговараа на една од најактуелните теми во Македонија периодов наназад, а тоа се председателските избори, тројцата со различен став. Според Ване Цветанов, овие председателски избори чиј што втор круг треба да се случи во недела се историски за Македонија. Диневски пак вели дека секои избори се важни за државата, а Джелјо Ходжич пак се наврати на владењето на Никола Груевски и го поистовети кандидатот на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова со владењето на Никола Груевски. Да не должиме повеќе, предлагам да видиме дел од емисијата. Ако победи кандидатот на ВМРО ДПМН госпожа Гордана Силјановска Давкова, дека нашето влез во НАТО е загрозен. Има ли таква? Се свирам само уште една реченица, значи поентата е ако не дај Боже, мада не верувам во тоа, ќе победи Стево Пендаровски, но не дај Боже ако победи Силјановска, ќе барат предвремени парламентарни избори, ќе се обидат да го поништат договорот од Преспа, ќе се обидат да преговараат за нивните криминални действија, повторно за амнестија и така натаму. Можеби ќе дојде до ситуација со НАТО да договараат или со меѓународниот фактор, но на тој начин ќе ја закопаат правдата во оваа држава, ќе ја доуништат и овде е цинизмот каде што одат со слоганот правда,
а всушност главните уривачи на правниот поредок во Република Македонија и главните потенцијални уривачи, доколку им се даде можност на правниот поредок во државата, одат со слоган правда. Мислам дека во овој случај не може да дојде до едни такви драматични пресврти, иако целта на опозицијата, на ВМРО-ДПМН е токму таа, преку изборот евентуален на Гордана Силјановска, да отвори еден процес на реинституционализација, односно реставрација на режимот на Груевски. Тоа е таа цел. Прво имаме да го овозможи тој континуитет на груевизмот, кој што се уште не е до крај срушен, се уште не е деинституционализиран, бидејќи функцијата председател на државата е се уште под негова контрола, со се сите оние институции, права што ги има председателот на Републиката и кои што има директно влијание, како што е Агенцијата за разузнавање, Генералштабот и така натаму. Меѓутоа не би драматизирал до толку дека евентуален избор, што малку е веројатно, на Гордана Силјановска би ги спречил оние клучни процеси кои што се одвијат во Република Македонија, тоа е приемот на Македонија во НАТО или нашите аспирации кон Европската унија. Дури самата кандидатка Гордана Силјановска не оди толку тврдо дека во случај на победа би ги прекинала тие процеси или би ги загрозила. Она што нас ни е опасност и она што Ване можеби сака се обидува да го представи како една драматична ситуација, а точно е дека ние цело време имаме некои историски моменти од независноста, нема пола година да нешто историски не се случува, е тоа дека ние забораваме дека излегуваме од една не само политичка, туку една голема општествена криза. Излезот од таа општествена криза воопшто не е лесен и, ако сакате, не е доволно брз како што посакуваат граѓаните. Но, она што може да се случи на овие избори, доколку речеме опцијата нема доволен цензус на председателските избори, е да се вратиме назад од патеката која е успешно поставена барем во меѓународната политика, а тоа што каде што владата ги има најдобрите оценки во моментов, и да речеме да се вратиме во еден погрешен правец, кој правец не води кон НАТО и Европска унија, иако декларативно тие што би не повлекле натаму збора дека се залагаат за тоа. На едно жешко прашање околу прифаќањето на договорот со Преспа, што значеше и промена на името со цел влегување во НАТО, пред само 7-8 месеци имавме референдум каде што имаше 500-600 илјади 600 и кусур илјади, но делот тој блок кој беше за настапи на избориве самостојно, али да речеме имаме еден сериозен квантум на гласови, околу 200.000 гласа пат. Назад сме во студиото. Во јуни Македонија ќе добие или нема да добие датум за преговори со Европската унија? Тоа е едно прашање кое што го анализираат многу луѓе во Македонија, но и пошироко. Секојдневно се одржуваат панел дискусии, како и анализи, каде што сепак постои една линија за она што Меркел и Макрон како најмоќни европски лидери го имаат предвидено за Република Северна Македонија. Гостинка во Централниот дневник вчера беше Слободанка Јовановска, да слушнеме што мисли таа. Какви се впечатоците после уште еден балкански самит, кој што овој пат сепак беше на едно завидно ниво, бидејќи Меркел и Макрон, двајцата најмоćни европски политичари, се чини, седна на иста маса со предводниците на балканските политики. Што се впечатоците од целиот самит? Искрено речено, веќе толку многу ги има ваквите самити на ниво со Меркел и со Макрон, што не се фасцинирам. Пред се бидејќи го имам тоа што берлинскиот процес практично беше на исто ниво, траеше долго и ветуваше многу, а реално не гледам никакви резултати. Мислам, убаво е што не седнаа на заедничка маса, убава е нивната желба, нели, да помогнат, бидејќи очигледно дека се вознемирени од некои процеси што се случуваат во регионот. Меѓутоа, неубава вест беше тоа што јас мислам дека самитот на некој начин е алиби
за нивната неподготвеност било што да испорачаат пред европските избори. Добро, да бидеме објективни, Да. веројатно и нивната состојба е компликувана. Да, нивната состојба е компликувана, меѓутоа јас мислам дека тоа се лидери од голем формат, доаѓаат од големи и моќни држави. Мислам дека треба да бидат визионери и треба да носат големи одлуки. Ова што го прави Макрон веќе година и пол-две, мислам дека не доликува на лидер на една голема држава. Ние практично треба да останеме без датум во јуни, таква е мојата проценка, заради тоа што изборните шанси на Макрон се многу слаби. Ако ја гледате големата слика, можеби ќе речете да, во право е. Сега нема недозволиво е во Франција десничарските партии да освојат многу гласови ради некои си прашања што ќе се отворат, некои си прашања кои што одат на штета на партијата на Макрон. Меѓутоа јас мислам дека прашањето за датумот на Македонија нема таква димензија за да влијае на изборниот успех на францускиот Добро, претседател. факт е дека таму каде што ќе се појави македонската делегација, сега веќе контекстот е сосема поинаков. Ние повторно бевме на како да кажем, на првите отварачки разговори секој со ПФБ како пример и така натаму. Да, меѓутоа ПФЛБ не се живее. Македонија има добро досие. Прв пат ние можеме со чист образ да се појавиме некаде и да со право да тропнеме на маса и да бараме датум. Јас мислам дека Македонија предолго чека. Ние веќе 25 години чекаме Европската унија да ни даде некаква конкретна одлука. И мислам дека овој пат навистина го заслужуваме тоа. Направивме работи што многу држави не се спремни да ги направат. Направивме во многу краток рок многу реформи, покажавме дека сакаме да бидеме членка на Европската унија. Дури јас мислам дека и опозицијата, без оглед на таа реторика што ја пласира во јавноста, дека соработува во голема мерка да го добиеме тој датум. И ако станеме без датум, јас само едно ќе кажам, мојата мисла што се врти последниве денови е дека нема проевропски лидер на Балканот што ЕУ нема да успее да го симне од власт. Мислам дека тоа ќе биде голема штета. Во тој контекст, што ќе биде поголемо изненадување ако добиеме датум или ако не добиеме? Па поголемо изненадување ќе биде ако добиеме датум. Толку е И покрај сите ситуацијата. оптимистички Да. прогнози, еве Јас дури и мислам на дека ќе еврокомесарот биде за изненадување. прошлување. Очигледно е дека таму веќе не се зборува за расположение за проширување, туку за отпор кон проширување. Добро, ама ние сакаме да Да седиме... бидеме искрени, ние не ни очекувавме дека лесно ќе добиеме датум. Мислам, и пред да го подпишеме преспанскиот договор, јас бев свесна дека ние ќе добиеме НАТО членство, меѓутоа за ЕУ перспективата е многу маглива, така што не сме изненадени. Меѓутоа не можеме да не бидеме разочарани. А вчера на програмата на 1 поточно во отворено студио 1 се случи првиот телевизиски дуел, односно соочување на двата полициски синдикати. Представници беа претседателите, секако се разбира, Гоце Делчев Тодев од Независниот и Златко Цветковски од репрезентативниот синдикат. Во отворено студио 1 тие дебатираа за состојбата и правата на полициските службеници во Република Северна Македонија, како и за потребата за функционирање посебно на два различни синдикати на полицијата. Според Цветковски, можеби како синдикати имаат различен начин на приот, но сепак двата синдикати се трудат да најдат решение на заедничките проблеми кои што ги имаат полициските службеници и сите оние кои што влегуваат и членуваат во овие синдикати, а според Делчев Тодев пак во полицијата е потребен итен ремонт, како што вели, со цел да се зголеми професионалноста на работата и се она што значи полициско дејствување во Македонија. Да не должиме да видиме дел од телевизискиот дуел. Која е главната точка на разединување помеѓу двата полициски синдикати? Па, можеби како синдикати имаме само различен начин на приод кон решавање на проблемите. Инаку, не верувам дека некој синдикат има различни цели. Целите не се исти. Подобрување на социјал-економскиот положба на вработените во Министерство за внатрешни работи, подобрување на условите за работа, униформите, платите и се она друго што значи синдикална работа.
Гоце, бидејќи вие важите и за чест критичар на репрезентативниот синдикат. Во Република Македонија, а сега и во Република Северна Македонија, последно она што се случува со смената на името, допред неколку години постоеше структура на синдикати само од базата на Сојузот на синдикати на Македонија. Мене тоа страшно ме иритираше, основа која ми даде поттик да не да се одвојам од базата на МПС, Македонскиот политички синдикат, бидејќи јас и бев член во тој синдикат, туку тоа што се случуваше е и да преку еден синдикален начин на решавање на прашањата кој е поразличен од она што го имаше Македонскиот политички синдикат тогаш, односно Сојузот на синдикати на Македонија, а да го поставам као основа за функционирање не само дека јас сум претседател на независниот синдикат на полицијата, туку и да после моето заминување, нели, после неколку години додека би бил. Зборувате во минато време. Какво е вашето мислење за репрезентативниот синдикат сега? Па, репрезентативниот синдикат, Македонскиот политички синдикат и репрезентативниот синдикат, односно независниот синдикат на полицијата е исто така репрезентативен по сила на закон, бидејќи бројот на членови е нешто со кое Македонскиот политички синдикат во моментов има практично и синдикат кој е исто репрезентативен, односно независниот синдикат. Меѓутоа министерот не ја признава вашата репрезентативност. Тој мора да прифати вистина која е покриена со закон за работни односи. Законот вели да синдикат кој по основа има 20% од вработените членови на синдикатот, а тоа веќе независниот синдикат на полицијата го има, по дефолт е репрезентативен синдикат, према тоа ние сакале или не, имаме во моментов во полицијата во Република Северна Македонија два репрезентативни синдикати. Што значи ова сега дека сте на иста линија со Македонскиот полициски синдикат? Повеќе немате забелешки за тоа како синдикатот се бори за правата на полициските службеници? Далеко од тоа, ние имаме добра основа, како што каже и колегата Златко, да начинот на кој ние ги бараме нашите права се поразлични во базата на синдикалното движење, иначе крајната цел ни е иста. Не би сакал да зборам за начинот на кој што работеле претходниците. Ние имаме една нова стратегија, нов начин на работа, а тоа е, ако можам да го презентирам, следниот. Најпрво ги детектираме проблемите, потоа изнаоѓаме можни решенија и бараме разговор со работодавачот. Во тој разговор со работодавачот ги презентираме нашите идеи, ги сослушуваме нивните идеи и можни решенија и доколку се најдеме во можноста да се најде решение, ние понатаму превземаме мерки и активности тие решенија да се решат. Само за пример, ќе набревам неколку наши активности кои што ги разговаравме со работодавачот и во моментот тие се реализираат. Прво, разговаравме дека во многу голем дел на полициски станици условите за работа на полициските службеници и на вработените властите службени лица во полициските станици се катастрофални. Најдовме решение дека и средства, дека треба да се реновираат добар дел на полициски станици, се направи план за реновирање на тие полициски станици, веќе 10 се реновирани. Се враќаме назад повторно во живо и одделуваме уште едно парче од вчерашните гостувања на тема ромите. Ромите се секако со сигурност може да се каже, најмаргинализирана заедница во Република Македонија. За тоа со какви предизвици се соочуваат, кои се најголемите потешкоти со кои што ромите се соочуваат, има конкретни примери, меѓутоа овде во студиото ја слушаме изјавата на Сенада Сали, правник во Економскиот центар за правата на ромите, и се враќаме во студиото. Дали може би одиме на подобар пат, примарно на државно ниво во однос на борбата на институциите и сите оние надлежни кои што треба да се бават, па вклучително и на владиниот сектор во залагањата за да се решат де факто овие проблеми. Ништо повеќе е направено.
Јас мислам дека анализата пред се треба да земе во предвид неколку фактори. Не зависи само од тоа што конкретната власт прави за ромите, туку исто така и самите роми колкав прогрес достигнале во свеста за нивните права и колку си ги бараат своите права на институционално ниво, а тоа е поврзано не само со работата на власта, туку и со работата на невладиниот сектор, поради тоа што во случајот на ромите голем број невладини организации се тие што се вокални и секој ден кои што упатуваат на повредите кои што се случуваат. Секако дека не се само невладините, постојат и граѓански иницијативи, постојат хуманитарни организации кои што помагаат во оваа работа. Меѓутоа, можам да заклучам дека свеста на ромите за нивните права во последните 3-4 години е на многу повисоко ниво и се многу погласни за тоа што го претрпуваат. Се уште постои проблем да се натера определен ром кој што бил жртва на дискриминација да оди на суд, и тоа е поради стравот, институционалниот страв кој што го имаат. И покрај тоа што се свесни за нивните права, се уште постои тој страв дека доколку се појави на суд и да е невин, на крај ќе испадне дека всушност вината е во него. Баш преди тоа велам треба да го анализираме тоа прашање, дали се подобрила или не од повеќе аспекти. Да се гледа пошироката слика. Пошироко да се гледа сликата, не да кажеме сега генерално подобра е ситуацијата, затоа што факт е дека секојдневно дознаваме за се повеќе и повеќе случаи на повреда на човековите права. Меѓутоа тоа не значи дека и во минатото не постоела таа повреда. Можеби постоела, меѓутоа поради неможноста, незаинтересираноста на медиумите, јас се заблагодарам на морам да се заблагодарам на еден ТВ кој што во последниот период постојано информира за случаи позитивни и случаи на повреда на човекови права на ромите. Чи тоа е она што е клучно и кое што ни помага да бидеме малце повидливи во општество со нашите проблеми. Постојат голем број на правни организации кои што исто така нудат бесплатна правна помош, меѓутоа тие го немаат истиот пристап и легитимитет пред ромската заедница кога сакаат да им помогнат во определен случај. Познавањето на ромскиот јазик е исто така многу значајно кога се работи со ромската заедница, и ние се трудиме нашите тимови кои што работат на терен да се всушност лица поврзани, односно лица кои што доаѓаат од самата заедница. На тој начин ја создаваме таа доверба која што воопшто не е лесно да се воспостави. Дури и да си ром, не значи дека заедницата ќе ти верува, токму поради таа виктимизација на заедницата за која што претходно разговаравме, тој страв дека всушност нивниот потпис нема да биде искористен за правно застапување, туку за како гласачко тело. Или злоупотреби. За време на изборите. Еден начин како тоа го правиме, тоа што го кажав, луѓето од теренот стануваат дел од нашата организација со цел да ја стекнеме таа доверба, да си имаме нас човек кој што ги работи тие работи, ром кој што го говори ромскиот јазик. Вториот начин е преку едукација за човековите права. Многу е битно самите роми да имаат повисока свест за тоа кои се нивните права, меѓутоа и кои се нивните обврски истовремено, и тоа го правиме како преку користење на социјалните медиуми. Јас во моментот имам моја страна како правник каде што објавувам новини, правни новини кои што се достапни како на македонски, така и на англиски и на ромски јазик. Постојат сега и некои локални медиуми, гледам се развиваат, кои што пишуваат вести на ромски јазик, ги преведуваат сите значајни настани на ромски јазик, невладини организации кои што работат на локално ниво и кои што нудат такви тренинзи и едукација на ромското население. Значи сето тоа заедно не е преку едно тело, една организација, туку сето тоа заедно придонесува да се зголеми степенот на самодоверба на ромите во пристапот до институциите, не само до судовите. Видовме и слушнавме од Сенада Сали со какви предизвици се соочува ромската заедница во Македонија, а тука е време, колега Чаловски, да се одјавиме од првиот блок. Сакам да се надоврзам само дека е тоа секогаш актуелна тема. Се одека нели не ги поправиме начинот на кој што се третира ромската заедница во Македонија, тоа постојано ќе биде тема каде што ќе треба да алармираме. Апсолутно жално е што е така, меѓутоа да се надеваме дека државата ќе крене еден степен повисоко во почитувањето на правата. Така. Овде со Антонио го затвораме овој прв дел од отвореното студио. Се враќаме некаде околу 15:20. Останете на 1 ТВ, следува информативното издание со Александар Петрески.